Стучарите од село Љубодрак синоќа се сретнаа со представници на Агенцијата за храна и ветеринарство и на ветеринарната станица, на која се информираа за планови, програми и мерки за сузбивање на африканската свинска чума. Жителите бараат објаснување зошто има планови за уништување на здравите свињи кои досега не пројавиле симптоми. Еве месец дена на први, прошлиот месец на први е зиман крв, до сега овде во Љубодрак, во Уминдол, во Новосел и во сите овие села, до сега нема нити угината свиња, нити па извор на болест. Не е пронајден јоште. А тие сакат да уништат се. Сега имаме информација и така и во јавност излезе дека од 10 свињи нагоре нема да се ништат, а кој чува по 2-3 колку може да изчува, да ја уништат тие свињи. По која цена и кога ќе се плати, тоа никој не го знае. Друга работа што му постави прашање, ја на него викам, добро викам, болест го пренесуваат диви свини. Ние сме 20 километри од планина. Де немаме диви свини, нема ништо. Свини се, секое домаќинство свини ни шетат, тие се затворени, сви работи. Со иста униформа идат од кочина на кочина. Со иста униформа. Нити дезинфекција да се направи ни ништо. Само влезат, земат крв. Од мене идат кај комшија, од комшија кај другот, во иста униформа, ни менјат тие скафандери, ни ништо. Никој не ти кажува за колку време ми можеме па да чуваме. Ако е пренесник, дива свиња, ако е извор на болест, значи после година дена па ќе се пренесе тај болест. Прво, ако има болест и порано, и пред 50 години, ја имам 70 години, свиња има липсано, има крава липсано, има коњ липсано, али болеста не постои. Ово е лоповлак, ово е да се уништи сточарство, да се уништи. Кога ја не чувам свињи, што ќе ми ниве? Да орам да плаќам 3 или 100 евра ѓубре. Зошто? И мало е црвен ветар. Јас сум чувала 3 свињи. Една пада денеска, се разболува. Викам ветеринарна е боцка. Утре се бале друга. Боцка, свиња станува. До попладне друга. Шаренило по неја избива. Боцкавија липсува и тоа е било пред 20-30 години. Тој се е дешавало, али што се сега дешава во Македонија, ово е лоповлак. Овие жители најавуваат дека нема да отстапат од своите барања и дека ќе продолжат со протести од 10 до 12 часот на стариот регионален пат Куманово-Скопје. Надлежните посочуваат дека гарантираат дека во случај на уништување на свињите, сите ќе бидат обештетени по пазарна вредност согласно правилата. Ние го разбираме тие нивни стравувања, меѓутоа дадовме и гаранција дека во случај на убивање и уништување на тие свињи, дека секако ќе им бидат компензирани и платени согласно процената пазарна вредност. Без надоместок свињите нема да се одземаат и да се убиват. Ќе бидат исплатени соодветно правилата и прописите што се воспоставени во државата и во страна на Агенцијата за храна и ветеринарство. Па се движи, да кажеме, жива мера по товеник или по износ од маторица, зависно од категоријата. За маторици некаде од 24.000 до 35.000 денари, за товеник свиња 120 денари жива мера. Така се има тоа соодветно упатство и жителите сигурно нема да бидат оштетени во тој дел. Ќе бидат соодветно обештетени. Таму веќе еден дел се исплатени, друг дел е во фаза на исплата, така да во тој поглед државата гарантира дека одземените уништените свињи ќе бидат исплатени соодветно. Ова не е единствено место, затоа што добиваме и ностоп позитивни случаи во село Речица. Сега имаме позитивен случај во Кумановскиот регион, имаме позитивни случаи во Виница, Кочани, Штип, Чешиново, Блешево. Значи болест е веќе проширена на цела територија, зима поголем забав и мора ригорозно и превентивно да се спроведуваат мерките за заштита од оваа болест. Со одлука на влада донесена мерка за реално обештетување по пазарна вредност. Меѓутоа, веројатно е настаната нека дисконекција меѓу жителите на село Љубодрак и меѓу Агенцијата за храна и ветерина, тоест државата, да ги сознаат правите начини на обештетување. Значи, секако, ова е време на демократија и никој не може да му се земе нешто што нема да му се надокнади некоја реална штета.
тој временски период, мерката на инкубација е од 3 до 19 дена од свиња на свиња, меѓутоа зависно од ланецот на ширењето во една фарма може дури некаде да се провлече до 3 месеци. Значи болеста споро напредува, на пример една свиња сега може да се зарази, потоа после извесно време другата и така да тој ланец се продолжува. Затоа веројатно и државата и стручњаците во државата донесуваат овакви ригорозни мерки. Сигурно дека тие не сакат да ги овие граѓани нереално казнат. Значи никакви штети нема по здравјето на човекот, меѓутоа болеста економски многу јака и ги уништува целокупните стада каде што ќе влезе. Значи во една фарма ако влезе, дали тоа ќе биде 1 месец, 3 или 7 месеци, тоа стадо 99% ќе биде уништено. Оние многу малку може да преживеани, ќе бидат вечити клицоноши. Значи вечити клицоноши и ќе го продуцираат вирусот на други здрави животни. Од агенцијата нагласуваа дека се преземаат истите мерки за заразни свињи, исто како и во дел од европските држави, каде што е присутна болеста.